Во оваа луѓе и места ве водиме во еден виртуелен свет. Тоа е виртуелниот свет на Екскубитор, кој го создаваат шесторица млади креативни луѓе кои се на добар пат да ја создадат комплетно авторски нивната прва 3D видеоигра. Сите до еден се големи влюбеници во видеоигрите и од неодамна почнале да си остваруваат нивната најголема желба, покрај играњето, да направат и авторска игра. Сакајќи да најдат инвеститори кои ќе го финансираат развивањето на оваа игра, не нашле никој заинтересиран кај нас. Но пред крајот на годината тие конкурираат на конкурс кој го распишуваат инвеститори во Бугарија и од над 200 апликанти тие успеваат да влезат во првите 16, за потоа во Софија да ги убедат инвеститорите да инвестираат во овој нивен проект. А се започнало со другарството на Иван и Александар, денес електроинженери по професија, но пред се големи влюбеници во видеоигрите. Ние сме другари уште од многу мали, да речем, уште од забавиште. И од секогаш сме сакале игри, сме ги играли игрите, мислам, се сеќавам ко мал кога играв дома Nintendo, мислам, секој го правил тоа. Веќе во средно училиште дојавме до една идеја како да почнеме да правиме игра. Ама тогаш, знаете, мислам, немаше ни време, ни кога да се почне, немавме ни знаења, никакви, и со тек на време, значи се собравме спонтано скроз, ајде ќе правиме игра, па ја почнавме, значи завршивме факултет, двајца сме електроинженери, и некако спонтано, затоа што јас се занимавам со програмирање, Александар се занимава со 3D дизајн повеќе, и со наши, значи, комплементарни знаења ние почнавме да правиме игра. Исто тек на време, затоа што целото друштво сме такви принцип геймери, да ги кажаме еден вид на луѓе. Сите се интересираме за тоа, повеќе луѓе почнаа да се приклучуваат и сега во моментов сме 6 луѓе, значи имаме и човек и за музика, имаме човек и за арт и дизајн и така натаму, левел дизајн, специјални ефекти, значи ги покриваме сите полиња моментално во тимот. Почнавме нешто, претежно учевме тој период, но нешто, некаков прототип успеавме да направиме. Подоцна, другари наши, значи, ги интересираше што правиме, доаѓаа, не гледаа, и еден по еден некако ни се приклучуваа во тимот и ни допренесува на некој начин. Да речеме, ни фалеше, например, човек што знае убаво да црта, пошто ние не знаеме, така да Александар Чакаларовски е тој дел го извршува сега и сме благодарни на тоа на некој начин што имаме и таков човек во тимот. Исто така за специјални ефекти Игор Антовски ни се приклучи, он има способност да направи добри специјални ефекти во играва и интересно и изгледаат. И Филип исто така ни помага околу текстурирањето и некои други по-специфични работи, кои нормално пишо нема да налагам во детали, бидејќи не по такви се стручни, да ги кажам, технички, да. Исто така и Иван Георгиевски, моментално не е тука со нас, но тој се занимава со аудиопродукција и он ни ги прави звучните ефекти, аудиоефектите, исто така и музиката. Екскубитор е видеоигра која припаѓа на жанрот научна фантастика, иако и самите признаваат дека во неа се измешани повеќе жанрови. За ваквите игри потребно и сценарио и приказна која ќе го води играчот во различните нивоа. Играта е од научна фантастичен карактер, значи, тој жанр е. Играчот добива контрола врз одреден авион, да кажам, или вселенски фајтер, како да кажам, и може да го бира на почетокот од играта, може да бира еден од 3 такви. Тоа значи дека на плеерот му се дава, на играчот му се дава некаква можност да бира на почеток, што ни беше нас интересна замисла да му дадеме на играчот можност таква да има поголема слобода во нашата игра и не само во тој аспект, туку и во другите, во понатамошниот
геймплей. Се работи за акциона игра, значи, каде што ќе има претежно целата игра ќе биде во акција, ќе има околу 15-тина, така барем планираме сега 15-тина нивоа, сместени на различни планети во далечен сончев систем, непознат за човештвото, каде што има непријатели, тоа ќе одредиме во приказната подоцна, бидејќи се уште ја развиваме приказната, и таму се случуваат одредени војни за ресурси или за некои други останати работи. Во Екскубитор ние се уште сега конечно пристигнуваме до тоа да ги правиме тие конкретни сценарија. И сега во тоа повеќе, значи, ние се снаоѓаме на пример со црта на хартија, се пишува текот на нивото, затоа што нивоата би течеле на тој начин што доаѓаат бранови на непријатели, го напаѓаат твојот матичен брод кој што ти треба да го браниш. Значи во различно, во зависно од тоа секој сценарио може да има и повеќе од бранбени локации. И бидејќи играта, значи, е фузија на повеќе жанрови како што се акција, рол плеинг, Tower Defense и има уште безброј други, нас ќе овозможува, значи, да внесеме и различни делови од приказната, значи овозможува ние нас стазата да не тече на тој начин што ќе раскажеме некоја приказна, тоа и сакаме да го постигнеме. Значи да не бидат стазите како не знам како што се овие флеш игрици, да речеме Tower Defense, само доаѓаат непријатели и се тепаш со нив. Едноставно, значи, да има некоја приказна во позадина и како што тече стадата, тебе се раскажува. Скубитор е на латински, значи Sentinel, а Sentinel е чувар на некој начин, бидејќи логата на играчот во играта е на некој начин чувар, затоа се одлучевме за ова име, а латинската верзија некако ни звучеше поинтересна. На почетокот била само желбата да се направи некаква видеоигра, но тоа да не биде мала и едноставна, туку напротив да биде нешто слично на онаа што го играле порано. Немале никакви презнаења во врска со ова. Ние всушност кога почнавме, ја можам да кажам дека немавме ние никакви познавања во тоа како се прави игра и нашите први замисли беа ние ќе правиме нешто грандиозно, ново и не знам ќе биде најдобро од сите. Ама кога ги добивме потребните знања, значи ние прво, јас сакав на почеток ние да направиме наш гейм енджин и така натаму, значи комплетно наш без никакви дополнителни алатки. Ама како ги добивавме понатамошните знаења и искуство како се акумулираше, всушност сфативме дека е потребно, нели, да се користат и други алатки, да речеме сега не знам за постручни лица би сфатиле на пример енджин за физика. И новиве игри сите имаат физика, не знам, тука се уништуваат работи, летаат, мислам, тука карти се уништува, се тоа се случува, се изгледа пореално. Главната задача моја е да ги направам асетите во играта, односно 3D моделите, кои што ќе бидат присутни, нели, во финалниот продукт. Тоа ми е главната задача, но понекогаш и се занимавам и со други работи како левел дизајн, некогаш помагам во текстурирање, бидејќи сме мал тим, мора секој по нешто да чепка, да кажам. Но главната задача ми е да ги направам 3D моделите и понатаму, од кога ги бидат готови, ги идат во следна фаза, тоа е текстурирање. А текстурирањето го врши Филип. Тој е дипломиран археолог, но исто така голем влюбеник во игрите. Тој е задолжен за оживување на 3D предметите во играта, односно доловување на нивната вистинска текстура од реалност. Ми се укажа шанса, другарите ме викна да текстурирам, да работам на играва. И толку голема беше пасијата што не можев да ја одбијам таа шанса. Текстурирање е боење на самиот модел кој што е, нели, тој што моделира Александар, веќе го измоделирал и монохроматски и досаден. И за да му дадам повеќе живот, односно боја и детали, јас ја вршам таа работа и да биде пореалистичен и поинтересен за играчите, нели. Предзнање јас немав, затоа што, нели, археологија завршил, сум завршил електрофакултет како моите другари што се тука. Јас со Photoshop прв пат се сретнав пред година и пол кога се уклучив во проектов. Мислам, знаев кој е програмата и што, ама не знаев, него имав совладано до толку добро за да можам да го правам ова сега што го правам. И така со тек на време научив како да текстурирам и постојано се усовршувам, еве и во моментов гледам некои интернет лекции за усовршување на моите знања до сега што сум ги стекнал. И така се подобар и подобар станувам во тоа што го работам во моментов.
Игор е се уште студент на електротехничкиот факултет во Скопје и тој е задолжен за визуелните ефекти во играта. Покрај другарството со Иван и Александар, големата пасија кон играњето вакви игри и желбата еден ден да направат своја игра, биле пресудни да се приклучи на тимот. Со Иван и Александар се знам од основно. И кога разбрав дека прават игра, ме заинтересира и ајде да видам што направиле. Отидов прво еднаш неколку пати. Видов дека за некои работи можам да им помогнам. Конкретно почнав со некои текстури и со слични такви естетски зафати. И како што стана проектот посериозен, како што се приклучија се повеќе и повеќе луѓе, се собравме, донесовме тука целата опрема што ја имаме и почнавме на посериозни задачи да работиме и сега моментално јас ги правам визуелните ефекти. Кога ќе ја пуштат луѓето играта и не само оваа игра, мислам конкретно сите игри, кога ќе видат како некоја кола експлодира, како некој оџак чади, дим што излегува, се тоа визуелни ефекти. И тоа треба да се направи од една најмалецка честичка, треба да се изманипулира да изгледа убаво, како што ќе изгледа на крајот, конечниот резултат. Не. Јас ова почнав да го учам конкретно за играва и секој ден учам се повеќе и повеќе нови работи. Тоа што иницијално сме го направиле, веќе го преправаме, бидејќи најновите работи апсолутно изгледаат многу подобро од тоа што пред една година го имаме добиено. Александар Чакаларовски е доктор по медицина, но признава дека многу ги сака и медицината и ова што го работи сега. Во овој период од животот решил да се посвети повеќе токму на ова. Тој е задолжен за визуелниот дизајн на Ескубитор. Па да се каже дека кон ова сум имал поголема љубов и кеф отколку кон медицина, па сега што да се прави, немало кај нас вакви студија, нема ваква индустрија кај нас се уште, да се каже, и непознато. И кога ми се оствари таква прилика да правам игра, нешто што и онака многу го сакам и да играм игри, сакам и да правам игри, и се приклучив одма и дури верувам дека со ова и може да се оствари подобра иднина отколку што може и со медицина. Мојата улога, во тимот е да се основа еден општ визуелен дизајн, визуелен стил на играта, како сите нешта ќе изгледаат, какви форми и облици ќе се повторуваат низ целата игра, какви детали ќе имаат тие на нив, како ќе бидат распоредени, понатаму изградбата на нивоата низ кои што ќе игра играчот, каде кои објекти треба да бидат, каде не треба да бидат. И 3D дизајн заедно со другиот Александар, малку текстурирање на некои делови, тоа е тоа. Оваа индустрија во светски рамки е многу развиена во последните децении. Ваквите пионерски обиди на овие млади луѓе не биле интересни за инвеститорите во Македонија, но затоа инвеститори во Бугарија ја препознали идејата и способноста на овој тип. Од неодамна тие можат поспокојно и попрофесионално да се посветат на целосно развивање на оваа идеја. Ние аплициравме на Launchhub и од 211 вкупно апликации ни кажаа по мејл дека 15 сме избрани и дека ние сме меѓу тие 15. И ние бевме многу изненадени тогаш. Пративме онака, само немавме некакви големи очекувања во тој момент, тоа беше пред Нова година кога го пративме. После Нова година дознавме дека сме избрани и се спремавме, направивме бизнис презентација. Отидовме во Софија, на неколку дена беше тоа, продолжен викат, целиот тим отидовме и им презентиравме пред инвестиционен комитет. Секој ден ја менјавме презентацијата со совети и критики што ги добивавме нормално, за на крај последниот ден да направиме совршена презентација колку што можеме и после тоа не пратија назад, ни рекоа да си одеме во Скопје. Кога се вративме за неколку дена ни известија дека телефонски дека ние сме меѓу 6 од тие 15 што сакаат во нас да инвестираат таа почетна сума. Од светот на Ескубитор, од студиото на овие млади и талентирани луѓе, се поздравуваме од вас во оваа луѓе и место. Ви закажуваме следна средба за точно 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.